Почитувани граѓани на Штип, почитувани представници на медиумите, од денеска стартуваме со серија на посети во кои ќе бидат офатени сите сектори за внатрешни работи во државата, со што го започнуваме новиот проект на Министерството за внатрешни работи, насловен како Отворен кабинет, во рамки на веќе утврден концепт МВР за граѓаните. Преку овој проект сакам лично, непосредно да ги слушнам предизвиците со кои што се соочуваат граѓаните, нивните идеи, предлози за подобрување на безбедноста во заедницата во која што живеат. Целта е да се слушне мислењето на секој еден граѓанин, како полицијата да придонесе за поголемо спокојство на секој поединец, бидејќи ние сме тука токму за граѓаните, но и да се запознаам со реализираните активности од почетокот на годината до сега, како и од постигнатите резултати. На тој начин да направиме еден сублимант за тоа што е постигнато и да зацртаме секако цели и приоритети за следниот период. Серијата на посети во рамките на проектот Отворен кабинет ја почнуваме од овде, од СВР Штип, каде утринава остварив работна средба првин со раководството на овој сектор. При тоа бев запознаен со безбедносната состојба на подрачјето на СВР Штип, состојбите со криминалитетот, активностите кои што ги превземаат колегите во СВР Штип, во насока на намалување на стапката на вкупниот криминалитет во приоритетните области, одржување на поволниот јавен ред и мир, безбеден патен сообраќај, превенција, со единствена цел подигнување на безбедноста во градот и заштита на граѓаните. Согласно презентираните показатели, безбедносната состојба на подрачјето на СВР Штип е поволна, на задоволително ниво, што е особено важно за граѓаните од овој регион, но и во рамките на безбедносната оценка за целокупната безбедносна состојба во државата. Вкупниот криминал на подрачјето на секторот за внатрешни работи Штип во изминатите 5 месеци од 2023 година, споредено со истиот период од претходната година, бележи намалување за 18%, додека процентот на расчистени кривични дела изнесува 69%, што покажува една исклучително висока реализација и ефикасност на откривачката дејност. Во делот на тешките кражби и кражбите, кои се еден од врвните приоритети на колегите од СВР Штип, во текот на 2023 година бележиме намалување на овој вид на пријавени кривични дела, и тоа за 20% споредбено со истиот период од минатата година. Од преземените мерки од областа на недозволената трговија со дрога, од страна на СВР Штип, во текот на 23 година сузбиена е организирана криминална група која вршела препродажба на наркотични дроги, марихуана, кокаин, амфетамини на подрачјето на Штип, Кочани, Виница и Берово. Во акцијата извршени се 8 претреци, и тоа на подрачјето на Кочани, при што се запленети околу 10 кг марихуана, други предмети поврзани со продажба на дрога, од кои 7 лица, меѓу кои еден полициски службеник, се лишени од слобода и на сите нив им е одредена мерка притвор, при тоа се поднесени соодветни кривични пријави. Позитивен тренд се бележи и во делот на сообраќајот. Во првите 5 месеци од 2023 година на територијата на СВР Штип имаме намалување за 13% на вкупниот број на сообраќајни незгоди, споредено со истиот период од 2022 година. Во истиот период бележиме и намалување на 11% на сообраќајните незгоди со потешки последици. Во намалување на имотните деликти голем придонес имаат и превентивните активности, за што од страна на СВР Штип во првите 5 месеци во текот на 2023 година реализирани се вкупно 904 настани за превенција во овој сектор. Уверен сум дека колегите од СВР Штип и во наредниот период ќе продолжат со една зголемена динамика при реализација на предвидените активности, но секако и преземање на репресивните мерки, а средбите со граѓаните во рамките на проектот Отворен кабинет ќе бидат мотив повеќе, уште да се насочиме кон приоритетите кои што ќе произлезат од дискусиите со граѓаните и при тоа да дадат и многу подобри
резултати и силно продолжување токму на концептот МВР за граѓаните. Ви благодарам на вниманието.